Со едноминутен молк рецитал положување свежо цвеќе. Денеска се одбележа 80 годишнината од смртта на Викторија Попјорданова. На спомен биста така е основниот суд во Штип. Представници од локалната самоуправа, делегации и пријатели одадоа почит за смртта на Вита која својот живот го положила на Скопска Црна Гора во мисија за ослободување на македонскиот народ. Обележуваме денот кога таа на Карагат на планета Шара падна погодена од балистички куршум. Падна цена, но во нашите скавања остана духот на цена, остана духот на револуционерот и борцот за слобода на македонскиот народ. Загина на Кара Скопска Црна Гора во близината на селото Кобулич, загина минувајќи ги највисоките стрмни врвови на Шара, загинува во судар со балистите, чувајќи ја наредбата на главниот штаб на Народно-ослободителна војна и ПОМ. Мисијата треба да се заштити. Никој не смее од нив да загине и да се стигне на Коза. Загина Вита, тогаш со своите другари и другарки од Шар-планинскиот одбор, го мина пеш патот од Шара до Пишкопеја и назад. Загина кога тогаш сите од одот Шара беа убедени дека се наоѓаат на патот за планината Козјак. Во 1941 година доаѓа во Штип со нејзиното семејство и веднаш се вклучува во Народно-ослободителната борба и се покажува како одличен борец и револуционер. Со своето однесување станува пример во градот и личност која е доста следена за се што прави. Тука во градот под Тисарот ќе се надмене себе си, ќе се зафати со работа сред школската младина, сред работничката младина, посебно ќе пројави интерес за работа со жените, ќе се зафати со работа со члените на своји партијата, така таа брго ќе се стекне со симпатија на своите соработници и блиски и тука ќе ги пројави сите своји стремежи на слободен борец за слобода, зашто ќе биде многу сакана. Таа ќе стане примерен другар, умилена и сакана од сите кои имале контакт со неа. Но и тука во Штип, како и во Србија, нејзината активност нема да остане незабележена од бугарската фашистска полиција. Нејзината активност ќе го сврти вниманието на окупаторскиот режим врз личноста на Викторија и таа ќе биде под постојана присмотра на полицијата, а нејзиното движење во градот ќе биде постојано следено. Од вака создадената ситуација, Викторија нема да се уплаши, но напротив, таа е во вакви услови на дејствување на бугарската полиција, без страв за својот живот, ќе продолжи со работа свесна за последица од нејзиното откривање и затварање. Со своето однесување, таа ќе стане пример во градот. Целокупната работа во градот ќе ја подреди на партијата на Ској и на бугарскиот фашистички окупатор кој во Македонија настојува, организира и настапува во своји раце да ги иземе сите клучни позиции на јавниот и политичкиот живот, за да ја реализира својата замисла за одродување на македонскиот народ и го преобрази во бугари. Таа силно ќе му се противстави и во името на Ској партијата ќе повика на отпор и вооружена борба за протерување на окупаторот од македонските простори, во кој ќе го положи својот млад живот. Викторија Попјорданова е родена на 2 јули 1924 година во Питровец, во семејство на Софија и Питар Попјорданови. Својот трнлив пат почнува да го оди уште од ученичките денови, кога била прогонувана од едно во друго училиште. Својот живот го губи пред да ја види слободна својата држава и својот народ.